Античката цивилизација обично се нарекува цивилизација во камен, затоа што во тие времиња во камен се исчукувале официјалните државни документи, законите, одлуките на локалните управи. И во личниот живот на луѓето во антиката, каменот бил користен за купопродажни договори и други документи. А што мислите? Како изгледале таблоата на матурантите пред 20 века? Мислите дека тогаш немало таблоа? Се лажете. Во лапидариумот на Националниот археолошки музеј изложени се артефакти од античкиот град Стибера, кој се наоѓа близу до прилепското село Чепигово. Во објектите во градот се пронајдени многу натписи, испишани во бел мермер сивец, кој денес се експлоатира во близината на Прилеп. Во Македонија имаме еден локалитет кој што е познат, знаеме да го наречеме бисер на македонската археологија, особено од римскиот период, од времето меѓу првиот и третиот век од новата ера. Она што е интересно и зошто токму овој столб испишан со волку многу букви, кои за некои луѓе можеби се неразбирливи, е одбран и поставен овде затоа што треба да ни каже дека и во антички времиња, во првиот и во вториот век од новата ера во случајов, постоеле училишта во кои што децата учеле, и дека исто како што денес, некаде овој период во годината, почнуваме да гледаме на јавни простори изложени таблоа со фотографии и имиња на учениците кои матурираат или апсолвираат. Тоа е панданот или паралелата на она што во античко време можеме да го наречеме табло на дипломираните или завршените ученици. Училиштето во античко време се нарекувало гимназион и во него се учеле предмети слични на денешните, како што се математика, уметности и реторика. Но по онаа старата античка мисла, во здраво тело, здрав дух, се верува дека учениците имале и предмет по физичко образование. Овде има 3 надписи. На почетокот на секој надпис е запишана годината. Запишана е според македонската ера, која што започнува 148 година пред новата ера, и понатаму се кажува кој бил директор на гимназијата, во случајов тој се нарекува гимназијарх, потоа стои името на донаторот на маслото и се редат сите ученици, така како што биле тогаш нивните имиња. Завршуваат списоците со записничарот, потоа продолжува втората учебна година и на крајот третата. Археолошките наоди покажуваат дека во тоа време луѓето се занимавале со борење. Познато и дека е запишано името на донаторот на маслото со кое тие се мачкале пред да започнат со борење. Знаеме дека тоа и ден денешен се случува. Она што е интересно, зошто е неговото име запишано, веројатно станувало збор за многу ексклузивен производ. И затоа веднаш до него овде е поставена една одлука на градскиот совет на Стибера од 96-та година нова ера, во која што тие му оддаваат повторно почест на донаторот на маслото за ефебите, кој пак во знак на благодарност сака да се почествува, односно во градот да се празнува секоја година роденденот на неговиот добротвор. Предпоставуваме дека тоа се некакви наследни врски и дека финансиската моќ која во случајов Марк Вети Филон ја имал за да може да им овозможи на учениците целосно образование, дека сака да градот да оддава секоја година почест и на неговиот претходник. Животните приказни и патишта испишани на каменот зборуваат за секојдневниот живот на луѓето во антиката, но се и најмеродавните историски документи за историјата, културата, општествените и државните случувања во Македонија. Едно од имињата запишани е и нашиот многу добро познат Тит Флави Филоксен, кој што исто така е еден од оние жители на античка Стибера, кој што добро ги познаваме. Тоа пошто особено го знаеме и денес Тит Флави Филоксен е неговата представата на неговата биста на банкнотата од 10 денари, која секојдневно ја користиме. На што не учи овој камен? Она што е важно е тоа дека вредностите не се променети и покрај огромните промени во начинот на живот. Она што било вредност како образование во антиката е многу важно и денес. Тоа значи дека така како што некој сакал да ги пофали тогашните ученици, истото се случува и денес.
За мене лично е многу убаво кога ќе дојдат овде млади луѓе и кога ќе им кажам дека образованието не е изгубило вредноста од тогашните времиња до ден денешен. Бројот на ученици кои ги посетувале училиштата ни покажува дека во тоа време, на тоа место, живееле околу 12.000 граѓани, што значи дека зборуваме за сериозен економски центар во Пелагонија.